благодарам прво што ме поканивте. Јас сум Михаила Антеска, имам 14 години, учам во Основно училиште Гоце Делчев во Гостивар. Михаила, сите ја знаат како рокер, како дете што обожава да свири гитара, што обожава се што е поврзано со музика. Хоби е и се да гледа филмови, да пишува, да чита, такви работи. Искрено, кога бев многу мала, уште како бебе, имав гитари дома и понекогаш пробував така на повише на игра, ама сепак пробував и ама сериозен прв контакт со гитарата имав како 7 годишно дете и тогаш на мојот 7-ми роденден ми ја купија првата гитара, Fender Mini. Сега немам со мене, ама ја чувам како спомен. И со неја почнав се заозбилив многу со свирење и почнав сериозно да вежбам. И почна татко ми да ми покажува некои работи сама и така. Татко ми. Со него првите работи ги вежбав, после почнав нешто само од интернет. Многу е потребно. Уште не сум стигната до некое ниво кое што сакам да го постигнам, ама затоа вежбам многу. И не е само упорноста, туку и знаеш да го сакаш тоа што го работиш, не можеш со сила, поготово не со музиката, со гитарата, со такви работи не може. Мораш да си вложиш. Па некако колку одраѓање сум поврзана со тоа, не знам зашто. Ама тоа сакам да го правам и во иднина, така да. Имам повеќе идоли, порано слушав само рок, хеви метал, сега почнав да се префрлам и на други стилови, жанрови. Некои од групите што ги слушам се Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Slipknot, а од овие поновиве и обожавам Ариана Гранде, има преубав глас и многу фина личност и многу убаво настапува. Исто така Taylor Swift, исто така Аврил Лавин, там е една од најголемите инспирации и многу сакам да продолжам како неа во животот. Може би некој ден да настапувам со неа. Youngblood, тој многу ми на него знаат, ама многу го сакам затоа што навистина убава порака дава и така натаму. Најчесто навечер кога никој не е буден, ама окей. Па во последно време слушам многу панк, поп, такви работи. И сакам да сменувам, не сакам да се врзам за едно нешто за подолго време, сакам да експериментирам. Кога бев помала, некако не им се допаѓаше тоа баш најмногу, сега почна повеќе да ме сваќаат и ме бодрат да продолжам креативно понатаму. Им се допаѓа тоа. Да, многу често. Имам другари и другарки кои што цело време ми викаат ајде научи ме, ајде ова, ајде она. И се пробувам, ама некогаш некому нема да успее.
Па планирам да не останам тука во Македонија, да продолжам на светските простори, да станам позната како некои од тие звезди што ги набројав, што многу ги сакам да настапувам со нив, да бидам другарка со нив. Сакам да им испратам пораќа на луѓето дека не треба да се плашат да бидат своји, да немаат проблем со тоа што некому нема да се допадна, тоа секогаш се случува. И да се сакаат себе си, без разлика на што. И дека ништо и да поминуваат, музиката или нешто друго може многу да им помогне и да ги спаси. Во средно училиште гимназија ќе се запишам, иако тоа некако нема многу влијание врз тоа што сакам да го правам во животот, ама ете, општо образование некако најмногу ми оди. Медицина и такви работи не сум заинтересирана. Не знам баш, се двомам за факултет, не сакам баш да одам, ама ќе видиме. Може некаде, не знам, во Лондон или на некој од музичките факултети, па ќе видиме. Ама најмногу сакам да се бавам со музика и може би некогаш со актерство и така. Имам настапувано на многу манифестации, некои не толку значајни, ама сепак тоа е добра вежба за понатаму, но како најзначајен и најомилен настап ќе го издвојам концертот во Скопје во МКЦ, фестивалот од ребро до рок-н-рол. Се случи во ноември, мислам, 2019 година. Настапував со многу талентирани девојчиња како мене, многу се здруживме, си помагавме една на друга, се коригиравме и така. И мислам дека тоа ми беше убав старт за она што сакам да го правам. Нешто некаде мора се почне. На помало подиш, на поголемо и така. Па ете, токму за тој концерт можам да кажам дека тој концерт беше под организација на Александар Истовски принц, тој е познат музичар во државава, нели? Тој ги, како што ми кажа, ги видел моите видеа на Facebook и посакал да одам да свирам, дознал дека сум талентирана за тоа. И можам да кажам дека многу убаво си поминав и така. Многу се позитивни и многу сум благодарна што се позитивни, не би сакала некој да ме навредува или нешто. Ама може да се случи, нели сите имаат хейт коментари. Ама во главно реакциите се многу позитивни. Тие луѓе што ме гледаат сметаат дека сум скоро преталентирана за мојата возраст и токму заради таквите луѓе, заради себе си, нели, но токму и заради таквите луѓе сакам да продолжам со тоа. Најмногу на свет. Тоа е нешто што обожавам да го правам и што сакам да ми стане иднина. Не можам без музиката, искрено. Не ми поминува денот да не слушнам барем 10 песни.
Пример, не можам да заспијам ако не слушам музика пред спиење, едноставно не се случува, не останувам мирна. Последно време, знам дека од кога бев помала, требаше да стапам во неколку кафичи и многу ме тера моите да пијам, а јас не сакам, практично со сила го правев, ама пак беше окей. И сега почнав да развивам поголема љубов кон пењето. А проблемот е тоа што самоувереноста ми е малку на некое така незадоволително ниво и уште треба вежбам на тоа. Ама мислам дека да. Окей глас имам и тоа сакам да го правам, не сакам само да свирам, сакам и да пеам. Како што ти кажав, моите идоли. Многу сакам да читам, да пишувам. Значи литературата ми е како хоби. Моментално пишувам нешто како роман, па ќе го издадам. Па имам големи желби, големи сонови. Например, не знам, да се сними филм по тоа или нешто така. И исто така сакам да гледам многу филмови, многу серии. Па не сум многу пребирлива, гледам све, ама гледам и многу хорор, авантури, комедии, се што е добро. Најчесто на фантастични теми и на авантури. И некогаш знам да ставам и хорор елементи. Кога бев помала секако не, ама сега да. Затоа што повише ги сваќам тие работи, повише ги сакам. Кога бев помала многу се плашев да гледам такви филмови, сега сваќам дека уствари уживам во нив. И сакам да направам и јас нешто такво. Ме мотивира многу работи, многу личности и работите низ кои што тие поминали и работите низ кои што јас сум морала да поминувам. Нели сите имаме добри и лоши денови и порано не го сваќав тоа, но сите работи се случуваат со причина и кога ќе дојде некој лош ден си велам на себе си ајде ќе помине. Не е нешто за кое што треба да се нервирам премногу, освен ако не е нешто пресериозно. И мислам дека многу добри, многу убави, многу специјални работи како песни, книги и такви работи може да се напишат само ако некој поминал низ нешто лошо. Затоа што музиката што ја слушам, песните што ги слушам, обично имаат таква порака. Како и филмовите и книгите исто. Што и да ти се случи, остани позитивен. Сега тоа не секогаш можно, ама пробуваме, нели? Па музиката секако. Добро поминато време во гледање, филмови и серии, на тоа сум многу голем фан, можам да останам и по 5 сати, 6. Поминување време со пријателите, со вистинските пријатели, со семејството. Навечер слушам музика и свирам, тоа навечер најчесто ми се случува бидејќи најголема креативност имам и нешто кое ќе ми текне морам да го отсвирам или да го запишам како реченица или било што. Ама пример да нема коронавирус, би го поминувала денот повеќе надвор, повеќе со гитарата, бидејќи сега последно време изгубив некако мотивација, ама пробувам да си ја вратам. И така, со гледање на некои филмови, YouTube видеа, може би некогаш да отпатуваме некаде и така. Наоѓам време затоа што многу често последно време се затекнувам како заглавувам на телефон и седам така цел ден и не ми се допаѓа тоа. Знаеш, Инстаграм може да ти стане зависност или тие работи, ама пробувам да не го претерувам, да не претерувам. И некогаш, пример, ако спуштам филм, додека филмот се спушта, ќе напишам нешто во книгата или ќе отсвирам или било како. Да ми се исполни времето, да не е само телефонот и тоа. Не би можела да падне само ако ништо друго не правам. Тоа ми е начин да си одвлечам внимание кога некого чекам или ми е досадно, не, или ако епте немам што да правам, па ајде сега, ама не сакам тоа да ми стане секојдневие. Исто така и пробувам да вежбам малку повеќе физичка активност, ама некогаш не успевам се во еден ден, така да останува за другиот. Па да станам позната светски како пеачка, гитаристка и да глумам во некои филмови, серии ако има можност.
и да ги довршам книгите, нели? И да настапувам со некои од моите идоли и да станам другарка со нив. Тоа најмногу би го сакала. И секако среќа за сите. Ја сакам да живеам, пример да сонувам и да сонувам големи работи, затоа што тие работи се навистина тие што не инспирираат да продолжиме понатаму. И знам дека ќе го направам тоа и не ми е многу битно што другите викаат. Најмногу на свет. Да, тие се што ми ја дадоа таа поддршка, таа желба за музика, што ме научија. Мама е поет, има пишувано многу стихозбирки, 3 има досега објавено и мислам дека од неја имам наследено тој талент за пишување и многу сум благодарна затоа што нели пишувам книга и тоа ќе ми треба многу. И таа ме поттикнува да пишувам цело време и многу е мило што се занимавам и со тоа. Тоа е повеќе за музиката и за гитарата. Секогаш бил, секогаш ќе биде, но сепак поддржуваат, како што реков, се што правам. Па најдите нешто што ви инспирира и што ќе ви го исполни времето и живот ќе ви го направи поинтересен и не се плашете да го правите. Нека не ви е гајле што мислат другите за вас или како тие ќе ве гледаат, затоа што на крајот на денот е најбитно како вие се гледате самите себе си. И ако се сакате себе си, и ако верувате, се е можно. И можете си да направите, буквално.